опстанок на пазарот ќе биде доведен под знак прашалник, затоа што дигитално трансформираните компании имаат раст на приходите од над 20%. Времето на иновација двојно е намалено. Зголемен е бројот на канали преку кои што комуницираат со своите корисници. Имаат подобрени услуги, побрзи услуги, а намалени трошоци. И доколку некои компании во одреден сектор во кој што работат ја направат таа дигитална трансформација и ги имаат овие бенефити, а други компании не го направат тоа, тие нема да ги даваат тие бенефити, значи тие ќе бидат многу помалку конкурентни и тешко ќе опстанат. Значи, треба да работиме кон тоа што е можно побрзо да направиме дигитална трансформација на државните институции, а исто така да работиме и да ја помагаме дигиталната трансформација и на самите компании. Тоа ќе го правиме и преку ЕДИХ проектот кој што го спомнавте, Европскиот дигитален иновацијски хаб, и на тој начин ќе помогнеме да создадеме поголем бруто домашен производ во нашата земја, поголема продуктивност, со тоа поголеми плати, подобар стандард на нашите граѓани. Ние во овој период сме сведоци на кризата на трошоци на живот, во која што стандардот на граѓаните паѓа затоа што цените на производите и на услугите се зголемуваат со поголема стапка, отколку што се зголемуваат приходите на граѓаните. Тоа на системски и најефикасен начин можеме да го направиме со тоа што ќе го зголемиме нашиот бруто домашен производ, ќе зголемиме продуктивноста, на тој начин ќе ги зголемиме платите и на тој начин најефикасно ќе направиме поголем стандард и подобар стандард на нашите граѓани.